Почитувани колеги, почитувана јавност. Што представува заменик министар и кои се неговите надлежности? Уставот, замислете, не ги пропишува никаде заменици министрите. Ниту некаде се опишани надлежностите или нивната одговорност. Единствено согласно член 19 од Законот за влада, во став 2 пишува: во случај на спреченост или отсуство на член од влада, на седница на влада може да присуствува заменик министерот, односно да гласа, тоест одлучува. Замениците министри се исто како и замениците председатели на собранието, замениците председатели на комисиите во собранието, немаат никакви ингеренции и народски кажано, слика има, тон нема. Меѓутоа денес нема ни слика. Денес не се присутни замениците министри, Присутни се во тука на ова вете. Присутни се во оваа сала, не во собранието се присутни спрема условите на ковид. Дури и во вашето Во воведно Борис Трајковски. обраќање немаше Па ниту сега вие еден може да кажете збор што за сакате, нив. Гордана. А денес, значи, А ќе да ги донесов повторам, овде не ги 26 видовме луѓе, ќе се овде. буневте прва вие, ќе Но- бегавте од тука. Подобро да внимавам како се изразувам, бидејќи веројатно некој нареден премиер може би е меѓу нив. Се обидувате да кажете, премиере, дека сте ги предложиле вие, а сите знаеме дека истите се резултат на пазарења и договарања постигнати уште од 2020 година и овој состав на заменици министри, гледано статистички, обстојува по посулчето оставено од Заев и Ахмети и вели 16 заменици, од кои што сте само 2 жени, 14 мажи, 8 албанци, 6 македонци, 2 турци. Нема ниту една друга националност. Замислете, најмногу, дури 7 заменици министри има од ДУИ, а 8 се истите лица кои што биле и во претходниот состав на оваа влада. Случајност? Не. Во политиката воопшто нема случајности. Но сега, почитувани, би сакала да продолжам со едно отворено писмо. Модерно е, гледам, да се пишуваат писма и деновиве сме сведоци дека јавно беа објавени писмата со заканувачка содржина испратени до државниот јавен обвинител Јовески и до обвинителката Вилма Русковска, и наеднаш цела држава се крена на нозе, се гледаа камери, па штембили, па печати, па од каде е испратено, цела една крими серија која што имаше успешен крај. Писмо исто така испратила и председателката на Уставен суд Кацарска до председателот на собранието, на што веднаш било одговорено. Меѓутоа се прашувам какво е тоа писмо на председател на Уставен суд, доколку истиот не се занимава со политика. Писма пишуваше и Катица Јанева од затвор. Тие писма, иако никогаш никој не ги виде, по истите до денес ревносно се постапува и тоа незаконски. Неколку писма испраќаше и Боки 13 од затвор, но по нив јавниот обвинител Јовески се уште се нема изјаснето. И бидејќи не стигнав на ред да зборам за изборот на влада, затоа, почитувани, решив и јас да напишам едно отворено писмо, да се обратам до премиерот, до министерот за правда господинот Тупанчевски, со кој што немав прилика да поразговарам, и до заменикот министар Агим Нухио, кој што не се наоѓа денес овде и нема да може да ми одговори. Ви се обраќам во името на илјадници граѓани на Република Македонија која сакаат оваа држава, сакаат да живеат овде, кои сакаат да ги раснат своите деца овде, кои сакаат да се радуваат на животот и да доживеат старост на ова парче македонска земја. Почитувани, крајно време е придавката "Ало, ало, министар за правда" да биде минато. Сите вие, на вас кои што ви се обраќам, имате право и можете да влијаете на тоа. Можете да кажете крај на Монтон Пајтон, судството или судството како турска серија. Граѓаните си одат, а не доаѓаат во оваа држава, бидејќи сметаат дека државата има партизирано судство, нема владење на правото, дека законите не се спроведуваат или не важат подеднакво за сите. Оти премиере, се извинувам, ало, ало, министерот го преместивте во друг ресор, го наградивте, а сега истиот заменик министер го оставате на истото ова место кај што има толку многу пропусти. Дури 70% од граѓаните не му веруваат на судството. И исто така
на исто ваков проценти обвинителството. Најниска доверба досега во историјата на нашата држава. Зошто? Заради тоа што во 2020-2021 година 98% од обвинителните акти на обвинителството биле прифатени од судовите и пресудени во нивна корист. Од антикорупцијска комисија велат дека за 20 години поднеле 165 иницијативи за кривично гонење, но само 3 од нив стигнале до судот. Се е со причина, зарем не? Недовербата, почитувани, е толку голема бидејќи Советот на јавни обвинители е агенција за вработување на партиски послушници. Ова тело де факто нема ингеренции и нема завршена ниту една дисциплинска постапка за обвинител децении наназад. Извештаите ги разгледуваме со 2 години за доцнување. Впечатокот на македонската јавност е дека за обвинителите нема закон во оваа држава. Никој од нив, освен едно наивно, лакомо жртвено јагненце, нема одговарено. А тие моментално демонстрираат апсолутна моќ во судството. Се најавуваше ветинг, премиере, и од вашиот претходник. Но ветингот не се однесува само на судиите. Ветинг е потребен на целиот правосуден систем. Доколку не расчистите со предметот за лажните сертификати и софтвери за избрани кадри на Академијата за суди и јавни обвинители, никогаш нема да имаме резултати. Почитувани, реагиравме со многу писма до еврокомесарот и амбасадите за злоупотребата на европското знаменце во собранието. Истото се случува во моментот и со штетниот закон за Академијата за суди и јавни обвинители. Заменик министерот овој закон се согласи да го брани со молчење, токму во овој законодавен дом изминатите неколку дена. Затоа барам и ваша изјава, премиере, во врска со овој закон, а и изјава од страна на министерот Тупанчевски. Што е европско во истиот? Што мислите за субјективитетот при одлучувањето на комисијата која бодира во оценувањето на кадрите? Или објективноста на членот кој понатаму со овие измени ќе треба да биде предложен токму од министерот за правда? Одејќи по стапките на вашиот претходник, нема да покажете ништо поразлично. Ќе покажете дека сте исти. Реформи во правосудството не биваат со европско знаменце и на законите за адвокатура, законот за навреда и клевета, кривичниот законник. Реформи биваат со јавни дебати, политички консензус, носење закони во соработка со правосудните органи. Имате полна уста за реформи, а Уставен суд работи без основни просторни услови. И имаме застарување на над 5000 предмети. Да, ова се реформите постигнати во изминатиот период. Доколку бевме нормална држава и доколку имавме реформирано судство, обвинителот Јовески ќе нарачеше вештачење на телефонот на министерот кога во јавноста излезе со изјавата со која директно се меша во работата на судот или изјава со која бара образложение од двајца судии за нивна одлука, плюс издава наводи за тоа кој како гласал. Затоа бараме одговорност и отчетност. Ќе искористам оваа прилика и ќе го замолам заменикот министер, кој што денес треба повторно да биде избран, да се огради од сите овие изјави на министерот кој што се замина, на ист начин како што во минатото се огради од списокот за помилување, кој што за малку ќе се испратеше од Пендаровски. Успеа да се издигне над притисоците и се огради од таковиот список и изјавата на претходниот министер. Бидејќи за малку, меѓу нив ќе беше и најпознатиот меѓу сведоците, сведокот кој што е познат со менување на неколку пати изјави во обвинителството, на барање на обвинител, а судот суди во согласност со неговото сведочење. Доколку продолжите и ги занемарувате фактите дека повеќе од 4 години нема епилог на прислушувањата во обвинителството, а државниот јавен обвинител на ова прашање никако не дава одговор, јасно ни е дека и вие немате намера да ја вратите правдата во Македонија. Почитувани, се тече, се менува. Се менуваат и позициите и функциите, но остануваат трагите од вашето работење или неработење.
Само од вас зависи. Ви благодарам. Пан